Дали водоводната пумпа во Гостивар ќе ја доживее судбината на кабелот од модуларната болница во Тетово? Кој ќе биде уопсен, пумпата или кабелот? Оваа мистерија ја решаваме во следните 5 минути. На Гостивар му се случи еколошка катастрофа. Гостиварчани наместо вода пиеа фекали. Ни на Ајнштајн не би му текнало притисокот на водата за пиење да се помеша со фекали. Следниот пат нека пробаат со цијанид. Се збори дека цијанидот правел уште поголем притисок во цевките за вода. За оваа епидемија има виновници со име и презиме, а тоа е раководството на Гостиварскиот комуналец и градоначалникот Валјон Лимани, под чие владение е ова градско предпријатие. Дека веќе нема да биде кабелот виновен покажа и првите апсења на директорката на Гостиварскиот комуналец Аратана Асани и раководителот на одделот за водовод и техничкиот директор. Можам да го замислам договорот кој довел до оваа катастрофа во Гостивар. Се собрала оваа тројка и си викат: абе нема притисок на водата. Тогаш еден од нив извикува: абе знам еден што става пумпи за вода директ од Вардар. Да го викнам, многу добар човек е. Викни го бе, нема зијан од диви пумпи. А таа Асани, уште првиот ден, кога гостиварчани почнаа да се жалат на болки во стомакот и повраќање, рече дека тоа не име од водата, туку од храната. Се преале од нешто, а водата кафена. Па што течело од чешмите? Топло чоколадо? Или тој градоначалникот Лимани? Прво, знаете од каде доаѓа? Од Европскиот фронт предводен од Дуј. Беше и во алијанса кај Таравари, па си замина откако нешто се испокара. Тој Лимани вели дека не чувствува морална одговорност за епидемијата на своите сограѓани. Помалку важно е дали тој чувствува морална одговорност. Затоа не се оди во затвор, но за онаа другата одговорност, кривичната, допрва ќе видиме. Освен ако и тој не ја праша пумпата за вода, колку затвор доби кабелот од модуларната во Тетово. А вие гостиварчани, без разлика дали сте албанци, македонци или турци, кога ќе одите да полните вода од цистерни или па кога ќе ја превривате за да се искапете, размислете кому го давате гласот на следните локални избори. Со Европскиот фронт останавте жедни. Во целава оваа ситуација околу Гостивар најсмешни се оние од СДСМ. Зборуваат за одговорност. Филипче зборува за одговорност кон граѓаните. Ова во политиката се вика црн лебед, кога партија користи трагедија или несреќа за политички да профитира. На Бикачка мисла дека короната ни го исушила мозокот, па не паметиме кога Венко беше министер за здравство, немавме ќора вакцина и да не беше Србија и Вучич, ќе умревме како кучиња на улица. Или па кога се обидоа да увезат сумљиви вакцини преку фирма која се занимаваше со продажба на тропски овошја, а за проба нели пари не земаат. Се сеќаваме и кога живи луѓе му изгореа во модуларната во Тетово, а тој понуди оставка, а Заевка не му ја прифати. Така да Венко, седи си, кога не збориш ништо, барем не ги губиш и оние малку гласови што ги имаш. За она што се случува во Гостивар, лабави се само во Дуј. Што има врска што градоначалникот е од нивната коалиција? Европската де во Дуј нису из Гостивар. Еве, например, Буер Османи си има друга мака. Тој се секира што на билбордот во Скопје немало албански мотиви и јазик. Кода му е малку, што Букефал и на македонски јазик имаше 6 нозе. Еве, од овие 6 нозе на Букефал, барем 3 се албански. За крај на овие 5 минути со Чавес, еден месец фудбалот беше најважната споредна работа на светот. Шпанија е нов светски првак, заслужено или не. На Аргентина во финалето и фалеше овој пат Божјата помош на големиот Диего. Поважно од се е што ова беше последно светско првенство за Меси, Роналдо, Модрич, Неймар. Но со вакви фудбалски величини никогаш не се знае. Светското првенство во 2030 е некај.